Добро вечер, драги пријатели. Одамна се неаме слушното, како видео моја анализа. Вечерва ќе зборувам нешто што досеја, бар не сметна кај нас, акам се него не смета. И надвор, приказната зашто Трамп ово го прави со Канада и Австралија. И не случајно го ставив наслов дали Трамп ја руши Британската империја, Канада и Австралија да добијат независност, или поточно овие две британски колонии да бидат поделени помеѓу САД и Кина. Зашто го велат? Ако добро се сеќавате, Трамп започна разговор со Путин, се договорија и против тај состанок и телефонски разговор, мислам, немаше состанок и телефонски разговор, Борис Џонсон и Велика Британија беа многу вознемирени и исклучија договор со Украина. Поточно Трамп ги навести, таа во игра проведна, и заканите што доаѓа се за 9 мај, но не знам дали ќе има некоја ескалација. Еве, вторникот и средата се што помина, Британија бараше дозвола од САД да се употребат ракетите Атак МС, мислам така се вика, но САД мислам дека не е дозволи, бидејќи тоа се нивни ракети. И не случајно Велика Британија склучи договор со Украина 100 годишен, така нешто беше, за стратешка одбрана. Значи, Трамп ги мести да влезат британците, зашто ги мести? Не знам колку ја знаете историјата, но исти САД беше колонија на Велика Британија и оние избори независноста, затоа 4 јули го слават како ден на независност. Од таа борба за независност на САД од Велика Британија доста помага тогаш и царска Русија. Значи, ако земете историјата САД, никош не војува нити против царска Русија, нити против СССР, па не верувам ни против Русија дека ќе војува. Секојаш имало договори така да и Аљаска е продадена, парите никош не стасале, мислам, во Москва, бродот со парите, за некаде околу 8-7 милиона тогашни пари, бидејќи Русија само од куните кожата дереле и не си плаќал, но Канада е полна со ресурси. И не случајно Трамп вели дека Канада така да ја припои, но Канада има една можност да се ослободи од британското империја или од Велика Британија, која веќе слаба икономски и војно, како и Австралија. Зошто го велам ова? Не знам колку е поднато во Австралија и во Канада, вие се клоните во, дека беше кралица, знам дека беше во британската кралица да добиете, например, државјанство или било која државна служба. Значи, тоа се незванични колеги, а колонии на Велика Британија. Не е случајно дека мислам дека принцот Чарлс со мулатката замина во Канада, да има некоја врска. Тоа не е принцот Чарлс, неговиот син. Принцот Чарлс е сега крал Чарлс. Е некој син на убиената, слободно да каже, принцеза Диана, но не би сакал многу да тоа да зборам. Значи, се оди нарушение на британското царство, ако британската империја, пардон, они почна да губат уште сведија, така, инаку не случајно Медведев даде изјава, вика, најголеми непријатели на Русија, вековни непријатели се Полска и Велика Британија. Значи, со нив најмногу војувале, значи никаде не ја спомнува Турска или Османското царство, кои имали можеби исто, има доста војни, но било која војна да воделе со Османското царство, Русија секојаш зазимале нивни територии, припојувале. Затоа имаме некои, у Советски сојуз посебно имаше повеќе муслимански републики, тоа беше како резултат на војната со Османското царство. Не случајно Велика Британија, поточно Џонсон, отклучување на мир во Турција,
отиде во Украина и преговарачот од Украина беше убиен. Инаку Велика Британија направи големата грешка кога излезе од Брекзит, со Брекзит од Европската унија, фактички тогаш почна распад на Европската унија, но зошто излезе? Она довеше околу 360 милиарди во фондот на Европската унија и се договорија, инаку тоа е втора најзадолжена земја, прва е САД. Втора Велика Британија, трета дали Германија или Франција, треба сега веќе прашање. Значи, ово што се случува, гледаме го распад на Велика Британија. Не е случайно сега Шкотска повторно да одржи референдум. Значи, тоа тотален распад. Значи, би останале само Англија и Велс, додека Северна Ирска и Република Ирска би се споиле во самој анализи, но и други делови од Европа може да се распад, чак и на не само на Европската унија, и на Германија. Во Германија Баварија одамна бара да се отцепи, бидејќи она е локомотивата во Германија. Баскија, например, бара во Шпанија, ама Баскија има и делови од Франција. Исто кој не ми текна која беше Република во Шпанија. Значи, доја до голем распад овие години. И година почнува званичниот распад на Европската унија, која одговара и на Русија, и на Кина, и на САД, како и НАТО. Не случајно Трамп окачи да се плаќа во НАТО 5% БВП, тоа може само Германија да го исполни. Значи, автоматски Европа е одбраната препушта на Европа, а Европа е разоружена, бидејќи до сега се подпираше дека САД ќе ја брани. И најсмешно се влегуваат во хибридна војна со Русија, не е случајно да таа хибридна да тргне и офанзивна, само кој колку месеци ќе видиме, бидејќи на САД мора да се во своето збориште, и не случајно Трамп воведе толку високи царини на Австралија. Знаете ли зошто? Австралија буквално Кина ја поседува. Значи, се што е брендирано и вредно, Кина го има земено во Австралија. А од друга страна, па во Австралија, не знам колку знаете, е најголемата база на ЦИА од каде се контролираат и сателитите. Значи, пред се интересен период. Инаку, да не забораваме, Америка, Трамп сака да спаси од економскиот колапс, кој полека влегува во рецесија, затоа отпушта и службеници, но почна да отпушта и од националната гарда. Значи, Западот е во една рецесија, економски колапс, за разлика, например, Втората светска војна, скоро цел свет беше во една рецесија, сега истокот не е само Западот, и затоа овие се нервози и конфликтни ситуации. Драги пријатели, ви посакувам добро вечер, оние што спијат убав сон, со Создателот и Македонија напред. Оние што имат желба да ги следат моите анализи, треба да притиснат копчето subscribe или припати се на YouTube, а може да ме следат и на Instagram Кренички, значи латиница СИХ, како и на TikTok или Бошко Кренички, не ми текно кои се нули, ама ќе најдат. Значи, уште еднаш ви посакувам сон и до следното дружење напред.